Честопати се случувало при невреме и силни ветришта да се скршат гранки од уличните дрвореди и да направат штета. Најчесто страдаат паркираните автомобили, а во вакви случаи граѓаните треба да знаат дека може да побараат обештетување од јавното претпријатие Паркови и зеленило, но постапката е мошне сложена, па поради тоа многумина се откажуваат од процедурата. Се уште е мал бројот на граѓани што навистина се одлучуваат да поведат тужба и се подготвени за неколкогодишни битки по судовите, пред се поради големите трошоци. Еден од условите за добивање одштета е претходно од Паркови и зеленило да го обележале за сечење дрвото од кое паднала гранката. Изминативе денови имавме непредвидливо време проследено со ветрови и неочекувани поројни дождови. При силни ветрови и невреме, често се случува да има искршени гранки кои завршуваат на нечиј автомобил. Барањата за обештетување од паднати гранки се испраќаат до јавното претпријатие Паркови и зеленило за нивно утврдување на одговорноста, дали имало или не, соодветно на решението, кое не било реализирано, а е причината штетата. Според Законот за зеленило, одговорноста за настанатата човекова или материјална штета на зелените површини настанати при паднато дрво или гранка, ја сноси вршителот на одржување на зеленилото. Според овој закон, одговорно е јавното претпријатие Паркови и зеленило и тоа утврдува дали има услови за одштета. Но граѓаните не може да побараат обештетување за настанатата штета доколку дрвото што е причинило штетата не било претходно пријавено за сечење. За да се добие одштета е потребна потврда за сторена штета од Паркови и зеленило. Потврдата се добива само во случај ако дрвото што е направило штетата било маркирано од претпријатието за да се исече. Доколку тоа дрво не е обележено, тогаш нема одштета. Постапката за поднесување барање за добивање одштета при паднато дрво или гранка е во согласност со исполнување на следните услови. Се врши проверка дали предметното дрво е во надлежност на градот Скопје, односно на јавното претпријатие Паркови и зеленило. За конкретното дрво дали има издадено решение за сеча од страна на секторот за комунални работи на градот Скопје. На самото место за случката се повикува МВР и се врши увид со записник, а се прават и фотографии од сторената штета. Доколку се исполнуваат овие услови, за случајот се приложува и копија од лична карта и трансакциска сметка заедно со целата документација до Паркови и зеленило, пошто следува процедура за обештетување, со пополнување пријава за штета во осигурителната компанија каде што претпријатието е осигурано од дејноста.